За малку ќе заврши и дебатата која што иницииравме ние како СДСМ за алармантната состојба која што е со загадувањето во овој град, кој што трае подолго време, а сега доживува врвни размери. Но ако се точни прогнозите на Хидрометеоролошкиот завод дека од задутре ќе исчезне маглата, ќе се појави сонцето, ќе дувне северен или јужен ветер и ќе ја испере прљавштината од градот, и за тоа треба да бидеме благодарни на мајката природа или на Господ Бог, кој како сака. Оној срам што го направи пред година дена ВМРО ДПМН, а го изврши спротивно на Законот за собрание лицето Трајко Велјановски, нема ни такво сонце, ни таква вода, ни таков ветер, ни такво ретуширање на историјата кој што може да го избрише. И Трајко Велјановски денеска може малициозно сам да си препишува дека ќе биде дел од историјата, ја ќе му речам да, но на срамната и црната. И не заслужува ни да му стои сликата кога нема да биде председател нова собрание на зидовите нова собрание. Ја да сум во тој момент во собранието би препорачал да се симне. Исто како што треба јавноста да знае дека согласно кривичниот закон во Република Македонија некои дела имаат одреден рок на застарување, например 10 години, за тоа што го направи Трајко Велјановски, и тој рок не е истечен, а до тој рок од 10 години многу работи ќе се променат и ќе може да се постапува. Бидејќи тоа што тогаш го спроведе тој по налог од телефонот на Никола Груевски, кој што во тоа време беше во бункерот во општина Аеродром, кај што порано имаше музеј на армијата на Република Македонија, сега има еден оперативен центар на Министерството за внатрешни работи, ја сврсти Македонија не меѓу првите 5 најлоши економии во светот, што би рекол CNN вчера, ама на прво место во цивилизацијата и во историјата, каде што пратеници и медиуми, односно новинари, се сврлаат физички со полиција. Така да, денеска е една година од 24 декември лани, ама овој датум и последиците ќе останат во колективната меморија и историја на Република Македонија. И кога некогаш ќе се пишуваат објективни енциклопедии, учебници или прирачници, сеедно, или монографии за ова собрание, и вие лично, како Трајко Велјановски, но и вашите газди, кои што ви го наредија тоа да го направите, ќе бидат соодветно формулирани и третирани. Толку околу вас. Така да ќе ве памети историјата по лошото. А мислам дека нема само по тоа, бидејќи има работи кои што дополнително ќе се отворат, кога судството ќе биде слободно, кога медиумите нема да бидат партизирани и ќе се отворат дополнително многу работи поврзани со 24 декември. Број 2. Оваа дебата, колеги и колешки од власта, ниту вие, ниту владата не ја сакавте. Ја иницииравме ние пред повеќе од 7 дена. Јавноста и медиумите ве гледаше и ви се смеја како изненадени, не знаевте како да гласате, да ја прифатите, да ја одбиете, та прва, та втора, та трета, се испомешавте во самото гласање. Не сакавте да се дебатира за ова. И ако сакате да бидете задоволни, еве ќе ви кажеме, не е ВМРО ДПМН власт во овие 8 години. Некој друг е. Овој диктаторов од Северна Кореја. Не сте ли вие виновни за загадувањето во Скопје? Диносаурусите се виновни. Тој метеорот што падна, па умреа диносаурусите, па заради тоа има нафта или фосилни горива, па што се грееме или возиме на овие фосилни горива, и заради тоа да диносаурусите, а претходно метеорот или метеоритот, кој што ја дигна прашината во тоа време, да тие се виновни за загадувањето во Скопје. Срекни сте сега? Срекни сте? И очигледно ова загадување од неколку дена на некој во пратеничкава група на ВМРО ДПМН дополнително му влие на психофизичките состојби и моторики и размислување. Ја предложиме оваа дебата и оваа информација
не за да го констатираме тоа што го знаат сите, а тоа е дека вашите погрешни политики придонесоа за ова. Ние Скопје не можеме да го преместиме и кога некој ќе рече денеска Скопје е котлина, леле мори мајко, што откри? Па да, котлина, и сега да ја струшиме Скопска Црна Гора, да го струшиме водно како што сте тргнале со рушењето, за да не биде котлина. Не, тоа е невозможно. Ама може да се превземат мерки за да загадувањето, кое што е ненормално во овој момент, биде спречено. И само неколку работи ќе ви напоменам кај што директно како влада со своите политики влијаевте на овој степен на загадување. Број 1. Се покачи цената на струјата и ја укинавте ефтината тарифа. Многу луѓе започнаа да користат како средство за грејење и во домаќинството друг начин на гориво. Дрва, јаглен, како пред 50-100 години. Број 2. Ја покачивте цената на топлификацијата или на топлинската енергија преку вашата регулаторна комисија. И тие кои што се откажаа од парното, денеска плаќаат. Ама тие мора некако да се греат. Број 3. Да, точно е дека, како што вие самите велите, со увозот на половните автомобили се зголеми загадувањето. Па конечно, ВМРО-ДПМН предложи закон и ќе ги казнува луѓето што купија половни автомобили ако ги мери издувните гасови. Вие сега на луѓето што им рековте купувајте кршеви без соодветни стандарди од странство, затоа што Германија или останатите држави го чистеа возниот парк, и не само автомобили, автобуси и камиони пред се. Вие сега ќе ги казнувате тие возачи на автобуси, на камиони и на автомобили. Вие, со нов закон, кој што го донесовте и го предложивте во ова собрание. Индустријата, која што е на најниско ниво во овие 22 години по индексот на индустријско производство, сепак загадува, иако не работи со пун капацитет, бидејќи заради партиски и лични интереси ги одлагавте еколошките стандарди кога станува збор за инсталирање на овие филтри. Те година, те 2, те 5, сега треба да се оценува некој бизнисмен или доаѓаат председателски или вонредни парламентарни избори, сега рекетот ќе го удрите. На истиот начин, како што прекумерната градба вие направивте, па вие дозволивте преку Коце Трајановски водно да се сече и да се качуваат градбите догоре. Вие дозволивте да се сечат дрвата и парковите. И денеска единствени дрва што посадите се жалните врви од 100 кусур илјади евра во Вардар. И се доведувате до абсурди да предлагате засадување на готови листопадни дрва, а ваш пратеник од коалицијата вели, зашо не се листопадни дрва? Пај договорете се. Велите сте предложиле 33 препораки. Ова е срамота, ако некој немам време да ги прочитам. За да испуните 4 листа хартија, 4 работи сте ги напишали у 33 верзии. Например, ако почнете да ги читате, да видите како тоа изгледа. Точка 1, 2 се исти, само со различни зборови. Па точка 9 и 10 се исти. Например, број 1 вика: град Скопје и Тетово, Битово, Кичево да забране движење на товарни возила. Па број 2 вели: се препорачува град Скопје да направи режим за овие возила. Ма немој, истото. Па број 3: се задолжува МВР да ги пренасочи товарните возила. Па број 4: а Македонија пат да постави сигнали и знаци. Па вака, ако трнете, вие можете 215 препораки. За еден знак, една препорака. Втор знак, втора препорака. Еден камион, трета препорака. Четврт камион, четврта препорака. Овдека од овие 33 препораки има само 3 работи во 33 верзии. И ова е срам влада да предлага ваков материјал. Од друга страна, дебатата за загадувањето во Скопје СДСМ и коалиционите партнери отворија пред 2 години и предупредија нова. Пред месец дена на буџетската расправа во Комисијата за финансирање и буџет зборевме и баревме пари.
и за зелени површини, и за инсталирање на филтрите во индустријските капацитети. Вие се смеевте тогаш. Си одевте од дебатата. Кој молчеше, кој си беше низ ГТЦ, и да не побаравме, немаше ни да има ваква дебата. Толку ви е од грижата за Скопје, за Тетово, за Кичево или за Битола. И еве се уште еднаш ке прашам, зошто ги одбивате нашите заклучоци? Например, што ви смета распустот на децата да започне веднаш? Требаше тие веќе да се дома, да не идат во училиште или во градинка, бидејќи со оваква концентрација на тврди честички, а не честитки новогодишни, кој што зборат од ВМРО-ДПМН во воздухот, тие ќе имаат белодробни заболувања и веќе имаат децата. Прашајте маце на педиатрија или во клиничкиот центар или во амбулантите и видете во училиштата или во градинките колку деца отсуствуваат. Предлагаме веднаш да започне распустот. ВМРО-ДПМН вели, па и вака и така тие уште 2-3 дена, ај нек се гушат уште 2-3 дена. Број 2. Предлагаме привремено да се забрани градбата во критичните места, во центар, во Карпош, во аеродром. Дека вие наводно тоа сте го побарале е комплетна лага, говори фактот што во овој момент 6:20 во собранието уште работат работници. Внатре, ене ги во ходниците. На сите владини објекти се работи. На владата барокната фасада, на зградата на Министерството за финансии, на барокната зграда на транспорт и врски. Па вие самите препораки не си ги почитувате и лажете дека сте ги примениле. И што ви е спорно? Месец дена да не се работи на овие објекти. И така е температурата минус во Скопје. Самата технологија на работа не дозволува да се работи. Број 3. Бараме да се забрани дополнителна урбанизација на парк шумата Водно. Што ви е проблем со овој заклучок што го одбивате? Сакате згради до крстот да направите? Колку уште треба пари да направат бизнисмените од фамилијата или од ВМРО-ДПМН во потесното раководство за да бидете задоволни? Што уште треба да се направи? Да го нема Водно? Па тоа е вештачки пошумувано пред 30-40 години. И бараме да се прекине да се гради на Водно. И вие велите, не, нека се гради, пошто треба кеш некој да заработува. А за становите што дел од пратениците и министрите ги имаат таму, во некоја друга прилика. Број 4. Веднаш да се направи план за санирање на сите уништени зелени површини. И ова не ви се допаѓа. И што е спорно со ова? Да се направи план за да ги вратиме зелените површини. Вклучително и оваа предсобрание, каде што денеска наместо да бидат зелени површини, беа исполнети со борни коли и со полиција. Еве полицијата каде се паркира. Во зелените површини пред собрание. Ова е сабајле снимано. Број 5. Предлагаме водоповите што ги носат скопските општини и градот Скопје да се води обврска што е од уставот за хуманизација на површината. И вие велите не. И ова не ви чини. Зошто? Бидејќи треба многу квадрати да се заработат и многу пари треба бизнисмените од ВМРО-ДПМН да имаат. Број 6. Велиме да се започне проект за зелени кровови и ботанички градини. И ова не ви чини. Број 7. Бараме привремено да се забрани сообраќајот на товарните возила во центарот на градот и на општините. Па нели сте дале ваква препорака во 6 верзии? Зошто ова го одбивате? Да не возат камиони во центарот на Скопје. И во Карпош, ама и во аеродром. Не само во центарот, општина центар. Број 8. Привремено да се забрани сообраќај на сите моторни возила во центарот на Скопје. Што е спорно со ова? Или барем во одредени сати? Понатаму, бараме граѓаните да не ги користат возилата, ама да им дадем алтернатива. ЈСП да вози бесплатно, месец дена. Па така ЈСП пари за нафта нема. Од буџетот на државата, преку буџетот на град Скопје, му давате пари за нафта на ЈСП. Ама ЈСП знае да инвестира у панорамско тркало. И ние велиме, тие што имаат автобуски месечни карти, да им го продолжиме рок од месец дена. А другите да се возат со автобус, почнувајќи од нас пратениците. Да го даеме примерот. И тоа да не им се напаќа на граѓаните. Конечно, бараме со уште 5-6 заклучока, препораки,
да се направи стратешки пристап и во идните години да не се повторува оваа ситуација, престанете да благодарите. За да се субвенционира